Премиерот Зоран Заев по денешната средба со еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека отвориле важен процес за евроатлантските интеграции на Македонија и ново поглавје за иднината на земјата. Владата работи на акцијски план наречен Патокас, во кој се сочинети реформите за неколку клучни области. Хан рече дека е среќен што гледа демократска транзиција и посветеност на новата влада на реформите. Михаил Гаревски, првиот човек на ИСИС, вели дека не би требало да се очекува некој значаен земјотрес во Охридското епицентрално подрачје по серијата земјотреси последниве неколку дена со јачина од 2,3 до 3,7 степени. Лани таму имаше земјотреси со поголеми магнитуди, што укажува дека енергијата за некој поголем земјотрес е истрошена, вели Гаревски. Британската премиерка Тереза Меј и лидерката на Демократската унионистичка партија на Северна Ирска Арлен Фостер подпиша договор за формирање малцинска влада. Се очекува дека Фостер ќе бара оставки како и високи позиции во новата влада во замена за здружувањето со конзервативците.